Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте. Вечерва емисијата ќе биде повторно посветена на темата корона, COVID-19. Би сакал само неколку реченици, кратко и многу ќе се трудам да бидам брз и концизен, затоа што вечерва гостин ќе биде доктор Драган Данаиловски. Прво да ви кажам пар збора за него. Он е еден од нашите најеминентни медицински лица, стручњаци. Он е епидемиолог. Значи, ја во емисијата можам да работам само со луѓе кои се согласуваат да дојдат. Немој да мислите дека ја не сум викнал и други стручни лица. Единствено, еден од ретките, не дека единствен, далеко од тоа, ќе има и уште лица од системот, здравствениот систем, кои ќе гостуваат, но доктор Даниловски е човек кој ова го прави исклучиво од хумани, религиозни и емпатиски причини. Он нема никаква, апсолутно никаква обврска за било што ова што деновиве можете да го сретнете на медиуми, интервјуа и така натаму и така натаму. Он едноставно сака да им помогне на луѓето колку што знае и уме. Доктор Даниловски е во пензија. Ја секако дека ќе се обидам да стапам во контакти со други стручни лица кои се дел од здравствениот, активно дел од здравствениот систем. Она што го најавив на Твитер, Фейсбук и на страната Совети за COVID-19 на Анета и Антони Пешеви, која направија, која има 15.000 следачи, многу прашања има до докторот и вечерва. Повеќе од разговорот ќе биде одговарање на прашања. За разлика од други кои не се осмелуваат да комуницираат со јавноста, со Твитер и со останатите, доктор Даниловски покрај својата хумана определба има доволно доблест и храброст да се обиде да ви одговори на директни прашања. Докторе, добро вечер. Дали се слушаме? Одлично се слушаме, добро вечер. Добро вечер. Еве, и ја да наместам малку сликата, да бидам личен, како што си и ти. Сега наликуваме на двајца италијански фраери во кафе во Милано. Драго ми е што ве гледам, во добра кондиција, добри сте. Се надевам, во ред беше ова што го кажав за вас. Благодарам. Добро. Докторе, вака. Прво, секогаш ја водата ја терам на мојата воденица. Ви благодарам за сите оние совети, многу ми се најдовте во моето ова годинашно големо искушение во врска со COVID. Имено ја пред месец дена заболев од COVID. Вие бевте многу загрижени. Бидејќи јас сум хронично болен, еве, може би и вашиот одговор во врска со мене ќе биде одговор и за некои други пред да почнем со прашањата. Па во принцип, човек не може да не е загрижен кога ќе се соочи со ситуација во која што имаме заболување од COVID-19, имајќи предвид дека станува збор за наистина, да кажам така, енигма во медицината. На почетокот сите мислевме дека, како и сите други оние респираторни вируси, ќе се однесува по исти терк, дека ќе има сезонност, дека ќе се однесува речиси како грипот или како неговите роднини, оние 4 коронавируси што предизвикуваат настинки. Меѓутоа испадна дека ова е едно, некој го нарече чудовиште, многу вака загадочно, кое што постојано откриваше, отвараше некакви нови своји страни, своји некакви карактеристики, за на крај да испадне дека станува збор за едно генерализирано воспаление на циркулаторниот систем, на сите крвни садови, васкулитис така наречен. А секогаш кога станува збор за воспаление, генерално зборувајќи, особено кога ќе стане тоа во потешка форма, доаѓа до ризик од проблеми со коагулацијата.
од ризик од создавање на тромби. И да речам, независно што манифестациите беа од различни органи, се покажа дека е мултиорганско заболување, затоа што крвни садови има буквално во сите органи, нели? Секогаш стана една вистина една се отвори дека всушност најголемите проблеми ги создава склоноста кон создавање на тромби, проблеми со коагулацијата. Па затоа, да речам така, рутински од веќе неколку месеци се прават тие тестови на така наречени D-димери, тоа се едни продукти кои што со разградувањето на фибринот настануваат, да не гнявам, нели, аудиториум со стручни работи. Не, гнјавите има стручни прашања и токму и за тоа, но може и подоцна да се дообјасните. Така, сакам да кажам дека околу грижата, еве, во конкретниот случај, нели, едноставно еден голем знак прашалник настана. Дали ќе се случи или нема да се случи проблем со крвните садови, односно со коагулацијата. Не толку бронхопневмонијата, туку ова другото. И тоа за време на болеста или после болеста? За време на болеста. За време на болеста. Така што, знаете како, едноставно сега се покажува дека и млади страдаат. До неодамна 85% беа со коморбидитети, со хронични заболувања. Ама еве како тргна некако од таму, почнувајќи, да кажам, од оној млад човек од Велес, специјалец беше, па без било какви коморбидитети, нели, си замина. Така сега еве гледаме и повеќе млади се случува да заболат. Така што, пак ќе речам, постојано некои нови работи се отварат и мора 4 очи да се отворат, мора да се биде многу внимателен и едноставно добро е што ја спомнавте и таа групата, Facebook групата за искуства на COVID, 25.000 колку се собраа таму. Добро е тоа да има на социјалните мрежи таква размена на мислења, затоа што колку повеќе граѓаните се информираат за природата на заболувањето, за тоа што да очекуваат врз основа на искуствата на едни, други, трети и така натаму, мислам дека и самите граѓани развиваат се повисока една свест за себе сочувување. Едноставно една игноранција, она лековерност и она комоција што беше карактеристична до неодамна, како да ја снема во последно време. И мислам дека со подигањето на нивото на едукацијата, да кажам, за состојбите што можат да се случат со вирусов, граѓаните, да кажам, и сами ќе се сочуваат. Мислам дека тука е клjučот на целата работа, секој сам да може и својата околина да ја пази, да ја чува, наместо да се потпира на административни мерки, не знам, вакви и онакви од страна на државата. Моето прашање до вас е, последното интервју имавте една изјава која денеска не кореспондира. Ја разбирам, многу лекари ги даваат точните информации и ваши колеги во моментот што се. Еве, на почетокот на короната, ја ви кажав за примерот од свештеникот од МПЦ кој ми кажуваше дека имале многу малце погреби, бидејќи тогаш беше на почеток, немаше многу заразени, а луѓето малце уплашени и се пазеа, па не закачуваа ни сезонски грипови, а камоли корона и така натаму. Во октомври, септември-октомври, рекорден број на закопи имаат МПЦ, свештениците не можат да постигнат. Време, дури, вика, врски се бркале за капела. Сега, карикирам и малце претерувам, но верувајте дека е тоа така, ова не ви го кажам само вас, туку и на гледачите. Рековте дека тогаш, паметам, во последното интервју пред месец и нешто беше, непосредно пред да се заразам, рековте дека заразноста, вирулентноста на COVID-19 е многу зголемена и затоа доаѓа околу зараз, но дека смртноста е намалена. Во меѓувреме комунициравме лично јас и вие, ми рековте дека опасно се приближивме до 3%, а и податокот кој говори со закопувањата и погребите, исто така говорат дека на вистина, што викаат хрватите, враг однио шалу.
ова навистина има голем број на смртни случаи. Што ќе кажете, докторе? Зошто е тоа сега така? Јас не знам на крај како ќе испадне стапката на смртност, затоа што бројот на умрените се пресметува во однос на вкупниот број инфицирани, а ние тој број не го знаеме колкав е. Има една предпоставка дека, врз основа на која што јас си направив некои пресметки таму за реалниот број на инфицирани, дека е околу 10 пати поголем бројот отколку оној што се регистрира. Ако се земе предвид сега тој хипотетичен реален број, како именител и во однос на него на тој број да се пресметува смртноста, ќе испадне релативно ниска, негде околу 0,3%. Меѓутоа, ако се пресметува во однос на она што значи регистрирани случаи, и сега пак тука една звездичка ќе ставам, регистрирани случаи, па ќе го објаснам зашто е тој астерикс. Значи, од оние што официјално се регистрирани, некаде е околу меѓу 2,5 и 3%. Тоа е вака статистика гола, немилосрдна, споредено со, да речеме, европските земји, они веќе пресметаат дека е 10 пати помала во однос на нив, ама тие имаат и, да речеме така, малку поинаков пристап и во лекувањето на болните, па и едноставно се поуспешни во таа работа. Но тоа е друга тема. Сакам да речам дека околу звездичката, околу астериксот, едноставно тие сите што се регистрирани како позитивни, како нови случаи, што секој ден ги следиме како бројки, добар дел од нив се асимптоматски и лесни случаи, значи тие се негде околу 80%. Поточно 75%. Сега, од тие 75%, 20% се асимптоматски тотално, а од тие асимптоматски, само 65% се вистински инфекции, значи заразни се, а 35% се обични позитивни случаи, кои што не се инфекции, туку ги викаме контаминации или колонизација. Едноставно загадување, присутен вирусот на судокожата, ама не е тоа инфекција. Ама и тие ги бројме. Сега нема начин рутински тоа на 1000 души да се проверува кој не е заразен. Тоа во некое второ време, да речеме, може самите граѓани да се проверат со серолошки тест, дали развиле антитела или не развиле. Ако не развиле, значи тоа воопшто не било инфекција. На мојата сопруга и дури приватно и рекоа да не прави, затоа што немала никакви симптоми, единствено што прележа беше февруари. Вика, предалеку е, вика, нема да добиеш валидни информации, џабе ќе фрлиш пари. Да, дефинитивно, затоа што ако се точни овие предвидувања на светските научници од емпириски податоци дека околу 3 месеца трајат антителата, тие IgG антитела, и тоа само кај потешки случаи, тогаш значи дека во февруар ако некој се заразил или во март, дека едноставно тој нема ни трага од антитела. Сега, секогаш тука се поставува прашање, ама сега реинфекција дали може да настане? Тоест, повторно да ја закачиме короната? Да, повторно. Тоа е апсолутно веќе потврдено од сите ваши колеги. Да, може дефинитивно, кај оние кои што биле асимптоматски или со многу лесни симптоми, може, ако поминале повеќе од 2-3 месеци, значи нема веќе заштитни антитела во крвта, може да се случи инфекција, ама тврдам дека она на што можеме да се подпираме е така наречениот клеточен имунитет, кој што трае долго, тие Т-лимфоцити го носат, и тие Т-лимфоцити, тие клетки што се одговорни за тој клеточен имунитет, го имаат оттисокот на вирусот постојано. Не се знае колку долго, меѓутоа дефинитивно, и ако повторно се зарази човек, ќе помине полесно, затоа што организмот го препознава и веќе по-промптно, по-спремно реагира на повторената инфекција. Сигурно ли е ова така, докторе, затоа што ваш колега во приватна болница по 3 пат има префатено и секој нареден случај му било се потешко и потешко. Зошто е тоа така или повторно е ова
непознаницата корона што уште не знаеме точно како функционира? Можеме само хипотетично да размислуваме, еве, во таа насока мислам дека држи да се размислува вака. Значи не можам да тврдам дека е тоа баш така, можеби е некоја 10-та непознаница во прашање, но постои нешто што веќе се знае, а тоа дека сите ние како граѓани, како луѓе, околу 14%, 15% од нас носиме некаков вроден генетски дефицит. Значи, едноставно нормално живееме, немаме гајле, меѓутоа имаме таква една генетска фалинка, да речам така, која што не знаеме дека ја носиме, но ако се случи инфекција со, еве вака да кажам, страшен еден микроорганизам, доаѓа тоа до израз и се манифестира или со тешка клиничка слика, или, не дај Боже, нели, фатално завршува, или кога ќе дојде до реинфекција, настанува потешка и потешка форма. Ова е само хипотеза, но претпоставувам дека може да послужи во одредена мера. Уште едно последно прашање, можеби ќе им биде од корист на другите да ги охрабри, ја тоа го напишам во колумната, која беше многу читана, а која се базираше од советите ваши, од мојот матичен лекар, како и колегата од јавно здравство Златко Арсениевски, изворедни луѓе, прекрасно. Тоа беше вашата загриженост во врска со мене, каде што вие бевте посебно загрижени, бидејќи немам слезина, со што се смета дека мојот имунитет е сериозно нарушен, инфаркт, гојазност, висок притисок, и уште еден куп, сега да не ги набројувам, да не се нешто жал. Како ја тоа куртулив? Дали тоа што све што ми препорачавте да земам, навистина толку многу ми помогна или? Не верувам. Мислам, не верувам. Мислам дека прво, сватете го како комплимент, веројатно здрава генетика во некоја друга смисла, независно од сите тие ризик фактори, кои што сега јас не можам да ги квантифицирам, ама секогаш тие еден ден веројатно и ќе бидат измерени колкав ризик носат. Во моментов ние немаме квантификација, скала на која што ќе ги наредиме, ама квантифицирано, не само онака ѓутере ранг листа која е прва, втора, трета состојба што е ризик фактор значен, но мислам дека во случајов улога има количината или бројот на вируси или инфективната доза што е вдишана и со која што е настаната инфекцијата. Значи, колку повеќе... Значи, ако сум бил во просторија каде има тешко болни, со најтешки случаи, каде што е премногу количината на вируси, тогаш е ризикот поголем. Имено, тоа е докажано, тоа е веќе докажано експериментално. Видите, ова не го знам. Значи, едно е ако се заразиш ти, можеби си допрел некоја површина, па нешто, па те фатило и така натаму, а сосема е друго ако некој ти се искашла лубаво у фаца, некој со тешки симптоми. Ова не го знаев, докторе. Значи, постои една пропорционалност. Колкав е поголем бројот на вирусите што предизвикале инфекција, вдишаните вируси, внесените, толку пократка е инкубацијата и толку е потешка клиничката слика. И обратно. И постои нешто што се вика минимална инфективна доза која што треба да се постигне за да се случи инфекција. Значи испод таа инфективна доза, значи под тој минимален број на вируси и да ги вдишеш нема да дојде до инфекција. Дали оние кои се рековалесценти треба да идат да направат една комплетна анализа на својата здравствена состојба. Имено, мојата матична инсистира да отидам на интернист, направам комплетен преглед и крвна слика. Секако, она е малце помлада и загрижена, па нема да ми каже се. Сметате ли дека е тоа добро и дали е тоа препорачливо за сите и зошто? Па јас мислам дека е тоа препорачливо повеќе само за оние кои што имале тешка клиничка слика, за да понатаму евентуално си ги евалуираат својата состојба, брзината на опоравување и така натаму, затоа што јас сум имал од едни пријатели пример, да речеме,
каде што релативно млади луѓе кои што поминуваат дефинитивно ја поминуваат болеста, негативни на тест и така натаму, маж и жена, кои што потоа кај сопругата се случува да постојано кашла и така натаму и се направи магнетна резонанца и добива резултат дека на периферијата на белодробните крила има некакви точки, некакви лузни кои што значат процес некаков. Но не е активен процес, туку лузни од прележана пневмонија. И сега потребно е време додека да се Докторе? раствори, Добро. да, додека да ги раствори тие лузни од ткивото на белодробните на белодробието, за да исчезне како последица. Значи, опоравувањето, оздравувањето понатаму си има свој тек, што не значи дека човек е болен, нели, но е тоа е еден период кој што мора да помине. Во таа смисла, да. Да искажете се? Борете. Ќе ми дозволите да ги отворам страниците каде што се поставени прашањата? Да, секако. Благодарам. Почитувани гледачи, ја не знам дали во моментов режијата е способна да прима ваши прашања. Не знам ни, малце ќе го размислиме до првиот блок реклами, затоа што има многу прашања, а по телефон нема да може докторот да одговори. Може би еден-двајца ќе слушнеме, а веќе се поставени околу 30 на прашања до него. Затоа ја не би ги давал за сега броевите, ако инсистирате, ако во режијата можат да запишат прашањето, па да му го поставам, но ја вас, почитувани гледачи, ве замолувам, ако можете да отидете на мојата страница, на мојот профил. Мојот профил е Јанко Илковски, еве го профилот мој, Јанко Илковски. Еве објавата, почитувани, вечерва среда 18 ноември, гости во емисијата Јади Бурек ТВ Сонце ќе биде доктор Даниловски. И тука се прашањата до него. Во ред, исто така и од страницата COVID-19 искуства и совети. Затоа јас ќе читам сега, секако вака сега, земете со резерва. Докторот пак ви реков, ова го прави од чисти емпатиски причини. Вие на крај пак ќе морате да се консултирате со вашиот матичен лекар, кој ќе ве упати, ако треба да ве доупати некаде. Овдека, секако, докторот со своето огромно познавање ќе се обиде или да ви помогне, или да ве насочи. Ја му благодарам заради тоа што се нафати на ова и одиме веќе со првото прашање. Дали можеле после поминат ковид да се заразиш и после колку време? Ова го одговоривте неколку пати, докторе? Да. Океј, да идам на следното или имате нешто да додадете? Па еве, само би повторил, значи може да дојде до повторно заразување и да кажам многу кратко време после поминување на првата рунда, ако немало никакви симптоми и ако не се создал никаков имунитет. Нели, сега тоа евентуално треба да се верифицира со серолошки тест, дали има или нема антитела. Ако нема антитела со серолошки тест утврдени, тогаш е многу веројатно во некоја наредна прилика, многу брзо после првата таа епизода, да дојде до реинфекција. Но вака чисто и без тест може човек да се ориентира дека ако поминал лесно, со многу лесни симптоми, нели, само не знам, имал загуба на чувство, сетиво за вкус и мирис, мала малаксаност и така натаму, немал температура висока, тогаш многу веројатно е дека и не развил доволно, се вика тоа, заштитен титар, заштитно ниво на антитела, така што реинфекција во принцип е можна, само во такви случаи. Значи, мерките тогаш се оправдани. Да, носење маска и дезинфекција и така натаму, бидејќи некои мои колеги едноставно уште тврдат дека нема корона, дека нема инфекција, дека е се ова голема лажга. Не се нафаќајте, не е ваше ниво, ова е под ниво секој, ова е канализација на општеството, што го кажав.
Емилија Емче Ристич вика, мене ме интересира зошто не ги стават сите контакти во изолација, како што претходно беше во протокол, сега само потесното семејство. Имено, ова е доста интересно прашање и ја бев заинтересиран, но беше одговорено дека и во другите земји дака се прави затоа што бројот на контакти е толку голем да е невозможно системот веќе да ги следи ни во најразвиените земји. Дали е ова точно? Точно е, можам да ви кажам, еве дека пред едно, можеби 2 недели, официјално Словенија, која што апсолутно се соочува со стихија во овој втор бран, така наречен, Словенија официјално објави дека веќе нема да ги бараат од регистрираните случаи, да им ги бараат контактите. Официјално не им прават анкета епидемиолошка за контакти. И останува доброволно граѓанинот, болниот, да ги пријави ако најде за сходно. Значи, официјално не ги следат, заради масовноста. Едноставно не е можно, знаете колку епидемиолози треба за да се изанкетираат сите контакти на еден случај. Доволно кажавте, иако е ваше, ова стручно како епидемиолог и медицински статистичар, ова е ваше поле на работа, но мислам во живот вие до сега не сте имале слично нешто вака силно. Знам дека сега го проучувате како беше ситуацијата со хонконшкиот грип, тогаш немаше толку многу патувања и контакти со луѓе, ама кога ќе излезе таа ваша статија од прилика, само на кратко да идам со следно прашање? Па не знам, ќе таа една паралела се обидувам да направам воопшто меѓу грипот и пандемиите на грипот и оваа сега, сличности и разлики. Имам интересни работи. Знаете, заедничко име само тоа што се респираторни вируси. Но едно нешто што неодамна стана јасно и беше, да кажам, верифицирано, откриено дека е така, во еден труд, дека грипот има карактеристика да се шири така што хомогено е дистрибуцијата, распределбата на оние кои што се извори на зараза. Што значи хомогено? Тоа значи дека низ цело Скопје, да речеме, на еднакво растојание меѓу себе, еднаква густина на оние што ја пренесуваат заразата, еднаква густина има, хомогеност на дистрибуцијата. Кај овде имаме карактеристика, овде имаме кластери, овде имаме едно 20% од сите што се позитивни ќе заразат 80% од осетливи особи околу себе, а 80% нема да заразат. Значи, таа една неравномерност. Со што се споредува ова? Со друга каква болест може да се спореди до сега што познавате? Нема. Со туберкулоза. Со туберкулоза. Thank you very much. Зошто луѓето со симптоми, Марија Кочева Стојчевски прашува, зошто луѓето со симптоми на COVID-19 на кои состојбата им е влошена до пневмонија покажуваат негативен тест? Затоа што зависи кога е земен тестот. Луѓе со симптоми, каква и да е клиничката, ако не е критично тешка клинична слика, значи со умерено тешка клиничка слика и лесна клиничка слика, после 7-8 дена практично веќе немаат вирус во слузокожата на носот и ждрелото од каде што се зема брисок. Значи, имате болест, имате симптоми, правите тест, тестот негативен. Зошто? Вирусот веќе не се наоѓа во клетките на слузокожата на носот. Фросина Елисковска прашува, може да се надоврзе на ова претходно, од кој момент заразениот со COVID почнува да ги заразува контактите? 1 до 3 дена пред почетокот на симптомите и неколку дена после почетокот на симптомите. Најголема е заразноста првите 5 дена, 3 до 5 дена. А кога престанува? Евентуално до кај 8 дена максимум. Значи првите 5 дена после појавата на симптомите. Но епидемиолошки најважни се оние пресимптоматските, значи пред да избијат симптомите, 1 ден до 3 дена, у просек 2 дена пред почеток на симптомите, тие пресимптоматски случаи покажано е во епидемиологијата дека имаат најголем удел во трансмисија и ширење на болест. Благодарам.
Одиме со следното прашање. За вакцината, не знам дали е благодарно да ве прашувам, дали за правење вакцина потребно е да се има изолиран примерок од вирусот, пошто имам читано дека досега се уште никој нема изолирано таков примерок. Ако е тоа вистина, како се прават вакцините кои се најавуваат? Не е точно. Вирусот е изолиран од неколку лаборатории во светот. Може на интернет дури да се најдат фотографии од електронски микроскоп, така што ова е дезинформација, не е Добро, точно. благодарам. Следното прашање. Дали се согласува со ставот на британските власти дека кризата ќе заврши до следното лето 2021? Ова е шпекулација и секако не барам тоа од вас, чисто ваш инстинкт што ви говори. Па, јас можам за овде да кажам дека ако ние со оваа динамика продолжиме, 1000 во просек дневно да се заразуваме, официјално, и ако е точна, значи ова се хипотетично да се разбереме, значи не ме држите за збор. Ама еве вака си правиме ментална гимнастика. Ментална гимнастика, си правиме една шпекулација во крајна линија. Брейнсторминг. Е така. Значи 1000 дневно просечно. Всушност, ако е тоа е една десетина само, значи дека всушност дневно 10.000 настануваат нови случаи. А 9 десетини не ги знаеме кои се. Ако секој ден тоа така биде, јас направив некоја така груба математика, нам ни требаат за да прекине епидемијата во Македонија, 1.000.000 души да се заразат, односно 60%. Затоа што вистинска бројка на население Колку време? 1.600.000. Колку Ни време? треба 95 дена. 95 дена. Да. Значи, со ова темпо да издржиме декември, јануар и 3 февруар месеци, 3 месеци. и после 8 март ке славиме по кафани. Се шегувам, малку мајтап терам, далеку од мајтап, бидејќи денеска добивме информација дека и има најголем број на заразени и смртни случаи од почетокот на короната. Прашање следно. Ајде. Скоро на сите од моето обкружување кои се позитивни, Магдалена Нена, кои имаат симптоми, матичните им припишуваат како дел од терапијата изопромизон, но се почесто има и такви кои од истиот кои го пијат превентивно и возрастни и деца. Што е всушност изопромизонот? Како дело? Дали има и ефект или штета и како се пие превентивно, колку долго може да се пие? Докторе? Да, изопринозин се вика. Изопринозин, Изопринозин, тоа да, сум прочитал. Тоа е еден стар лек, имуномодулатор, значи стимулатор на имунитетот. Некаде на светло на денот излезе 70-те години, мислам 71 година, и се користеше за зголемување на имунитетот кај херпес симплекс. Херпес, оној што излегува на устата. Класичниот, да. Против вирусот на херпес. За подигање на имунитетот, за организмот да се избори полесно со вирусот на херпес. Потоа се користеше во не третман, туку во терапијата на ХИВ вирусот, грипот исто така, но досега нема студија, иако е направена студија за тоа, не е најдено дека е ефикасен за SARS-CoV-2 вирус. Добро, благодарам. Тоа е одговор. Одлично, баш како што треба. 4 месеци немам мирис, дали ќе се врати или ќе остане трајна последица? Немам ни ја, после месец дена се врати некој 10%. Зошто е тоа така? Тоа е така затоа што вирусот на местото каде што му е влезното место, сузокожата на носот, таму е само една преграда, ламина криброза се вика, дупчеста ламела од тенок слој коска, од другата страна е мозокот. Значи вирусот навлегува не само од клетка во клетка, освојувајќи ги во сузокожата, туку многу блиско му е тука и централниот нервен систем. Односно, или со други зборови, во тој дел, во таа ламина криброза се наоѓаат рецепторите за мирис. Тие се клетки, нервни клетки. Значи, кога ќе ги освои вирусот клетките, практично тие се аут. Ама, ете,
поминува, излечени сме, негативни сме, го немам вирусот. Зошто се уште блокирани? Оштетени се, уништени се? Оштетени се, сега треба време да дојде до регенерација на нови клетки. Која е таа болест што уништува чувство на вкус и мирис, освен боев, отров, сарин? Ги напаѓа, велам, рецепторите за вкус и мирис. Ама ова е копирајт на коронава. Ја не знам друга болест. Да спомнам и нешто друго, го спомнав мозокот тука. Зафатен и мозокот. Карактеристично е дека тоа го видов по ноќните мори и кармакашите што ми се јавува у глава 2-3 дена. Кажете за ова. Ова е страшно, како да имаш елиен у глава на момент ти се чини. Па буквално е тоа елиен кој што напаѓа, бидејќи внатреклеточен паразит, тој не може да се развива надвор од клетка и практично се додека не освои последна клетка во организмот, тој не мирува. Практично резервоар му е организмот што го има нападнато за тој да се размножува. Тој единствена цел има да се размножува, нема друга смисла во неговото постоење. Не, перфектно кажавте, докторе. Одлично објаснивте. Одиме повторно на страната COVID-19, малку рипам од едната на другата. Не сум направил рефреш. Виолета Тримчевска Ивановска. Зошто не се тестираат и малите деца кои имаат покачена температура од 37, туку матичните им препорачуваат засилување на имунитетот? Се случува, од пракса пишувам, родителите после ваквиот симптом забележан кај децата стануваат позитивни по неколку денови. Во тој период децата одат во градинка со потврда од матичен што може да се трансмитери за понатамошно ширење на инфекцијата. И ќе ми дозволите уште нешто имам од господјата, мене ми е битно да го прочитам тоа. Ве молам малку трпение. Она работи со деца, се извинувам. Вели, после прашање на објавата, имав 5 деца во групата, едно појавува кивавица, течење на носето, по неколку денови родителот најавува дека ни кажува дека е позитивен, по 2 недели друго дете исто така кивавица, покачена температура 37,4, матичниот му дава потврда дека е здраво, се враќа во градинка, повторно по 7 дена качува температура 37, по 3-4 дена се јавува родителот дека е позитивен. Ова се случува во мојата група. Од понеделникот кај трето дете истите симптоми, матичната вели да седи дома, а од петок да одмори, но не било заразно изјава на мајката. Сега ја следам ситуацијата, но од дема, бидејќи следниот ден качив температура 37,4, од време на време ми се нормализира без антипиретици, во меѓувреме ми дадоа цефалексин. Во петок сум на тест за ковид и го пишам ова со цел да ја разбудам надлежната институција и да докажам дека сепак децата се трансмитери. Не е точно децата дека градинките се безбедни, дека заразата доаѓа од вработените, што не е кај сите случаи, но мојот сум 100% сигурна. Како е ситуацијава со трансмисија на болеста преку деца, докторе? Децата подеднакво се осетливи на вирусот како и возрастните. Дефинитивно не постои можност детето да не се зарази затоа што е дете, а возрастниот затоа што е возрастен. Едноставно иста е осетливоста во сите возрастни групи, тоа е едно. Второ, децата, да речеме во Кина, беа главни извори на ширење на заболувањето. Токму во вакви околности што вие ги опишавте. Има за тоа студии за Кина на времето пред да дури да биде објавено тоа од официјално од Кина дека во Вухан се имаат случајно тие инциденти. Проблемот е што кај децата тоа што немаат сериозна клиничка слика, туку слика само на настинка, заведува малку, ги заведува и родителите и матичните доктори да не му обрнат премногу сериозно внимание на детето и ете не го тестираат. Би требало, јас еднаш во една прилика реков дека буквално секој дете што ќе шмрка
ќе мора да се тестира. Дефинитивно. Затоа што во спротивно станува подмолен извор на зараза, подвижен извор на зараза. И тоа што децата не биле тестирани од ова што чувме, тоа за мене не е прифатливо. Не е прифатливо. Дали се само од персоналот, дали е ризикот поголем од персоналот или од децата, па тука можеме да ги мериме работите во смисла на тоа дека персоналот се возрастни луѓе кои што имаат повеќе социјални контакти, повеќе се движат и повеќе има шанси да се заразат и да го пренесат вирусот. Малите деца за градинките, ниедно дете не оди само да се дружи по друштва, туку одат секогаш во друштво со родителите. Значи во таа смисла има помала шанса детенцето да се зарази и да ја шири заразата. Инаку подеднакво се сите ризични. Дали е паметно секој еден што бил носител на вирусот да провери дидимери, без разлика дали бил со јаки симптоми, поблаги симптоми или асимптоматичен? Во која фаза од болеста се испитува тој параметар? Дали е паметно секој еден да направи РТГ на белите дробови? Зошто докторите од примарното здравство ординираат сумамет и панцев на непрегледани пациенти? Демек по протокол, кој е тој чуден протокол? И да се заштитат од секаква одговорност, прикриен би бил пациентот со антибиотик? Прашање. Тука има три прашања. Да почнеме од дедимерите прво. Дедимерите се деградациони продукти на тој фибрин што се ствара, значи тие коагули што се стварат во крвта. И покажано е дека се параметар кој што зборува за евентуално еволуцијата на инфекцијата и дури може да има прогностичко значење за исходот. Сите тие што имаат покачени дедимери имаат тешка клиничка слика, имаат повеќе шанса да завршат непријатно со потешка форма отколку оние што немаат високи дедимери. Таа гранична вредност некаде од 500 нанограми на милилитар. Што е тоа дедимер? Тоа се мономери кои што се добиваат при деградација, разградување на фибринот, што се создава при коагулација на крвта и создавање на коагулумот. Во процесот на коагулацијата тој фибрин... значи да видиме она што на почеток го кажавте за оние случаи дека може да се... Добро. И сега, ако има дедимери, значи дека има и тромби некакви формирани. Готово, и тогаш треба да се прегледаат белите дробови, бидејќи тука се најтеки капилари кои можат да поткачат и да се види оштетување. Ете така. Така што сега, дали да се проверуваат дедимери кај секој, дури ако нема клиничка слика, мислам дека ако е лесна клиничката слика, мала е веројатноста да дојде до нарушување на коагулацијата, зашто за тоа треба да има потешко воспаление на крвните садови генерално. Зашто воспалението е тоа што ги стимулира процесите на пореметување на затоа и мене ми препорачавте сумамет дупла доза превентивно, а не затоа што има потреба? Затоа што сумамедот, колку и да има студии кои што кажуваат дека нема значаен ефект врз вирусот, сепак е покажано, има 2-3 студии кои што кажуваат дека за разлика од било кој друг антибиотик, затоа и тој сумамедот беше предвиден на почеток да се дава во пред неколку месеци. Денеска по 3-40 на ден ни дат. Так, според последната информација, да. Сумамедот е антибиотик кој што се покажа дека има и имуномодулаторно дејство, значи го стимулира имунитетот, како тој изопринозинот што го спомнавме. Јасно. И од друга страна дека има и антивирусно дејство. Така што заради тоа го дава. Но после се испостави дека може да се направи поголема белја со предизвикување на резистенција на бактерии. Јасно. Да не навлегуваме, веќе е тоа, нели, ќе се распленим. Дали е добро да направам тест за антитела и што со него? Зошто да не? Имало некоја мерка таму до 1 сум развил добри антитела, има, не знам, било од 1 до 5. Дали ги знаете тие мерки од крвната слика? Што е добро, што е лошо, што треба да ме радува, што треба да ме загрижи? На кратко, ако може. Да, околу антителата. Треба да... Тестот за антитела. И не знам каков е тој тест, ја искрено
Не знам што се тестира, али ќе идам да го направам во секој случај. Се зема крв и од серумот се изолираат, се бараат антитела, IgM и IgG. IgM се јавуваат таму некај 7-8 дена по почеток на болеста и се губат некои после прилика 2 недели, значи тие се тие први што се јавуваат, имуноглобулини М и подосна се јавуваат IgG, така наречени имуноглобулини Г, кои што остануваат подолго време. Еве се претпоставува, нели, дека кај потешките клинички слики дури и 3 месеца може да трае. А само да направам спој тука со вакцините, овие вакцините сега што ги нели се промовираат, наводно и по 5-6 месеца очекуваат да биде траењето на имунитетот. Имаат они во лабораториите гранична вредност испод која што, не ги знам точно конкретните бројки, испод која што да ги има антителата исто како да ги немат. И ако е над таа вредност, референтна вредност, се сметат дека постојат. Што е тоа, количина или квалитетна нивна јачина? Тоа е концентрација на имуноглобулини во единица волумен на крвта. Тоа значи дека ако сум ултра богаташ во целава работа да си купам она имуноглобулин која чини 10.000 евра една кеса и немам гајле? Ова се специфични антитела, специфични имуноглобулини кои што се исклучиво насочени биле насочени кон коронавирус. Значи гама глобулинот тука не може да ти помогне колку и да си богат. Ова се гама глобулини Г, ама специфични за ковидот. Океј, одам ја изгубив малце тракингот со... Добро, одам на мојата страна. Вака, повторно прашање од кај искуство и совети, вели вирус и бременост. Последици врз плодот, што имате да кажете на ова? Бидејќи заболена од корона 12 ден, првите симптоми, многу сум загрижена, она е трудница во прво тромесечие од бременоста. Колку треба да е загрижена? Трудница во првото тромесечие треба да биде загрижена од било кој вирус, дури од вирусна наслика, а камоли од ковид. Би требало да се провери, да види дали постојат антитела, дали и колку е распространета инфекцијата. Затоа што ако е позитивна особата, господјата, не мора да значи дека е инфекција во прашање. Тоа треба да се расчисти кај гинеколог, да ја даде упат да направи тестирање. Малце арогантно Лилјана Спасовска и вика, повеќе едукација ви треба за да разберете што пишувате. Луѓево се, мислам, кофа да ми даде некој 6 дена како Монти Пајтон, они дебелиот у ресторанот што повраќаше храна. Гнасни се народов, ама нели, имаме социјални мрежи, а како рече Леди Гага, социјалните мрежи се канализацијата на општеството. Докторе, да ви дам да здивнете 50 минути сте без див или да продолжиме без пауза? Нема проблем. Да направиме 5 минути пауза и продолжуваме. Навистина има 90 преку 100 прашања до вас. Навистина предизвика огромен интерес, а ја ќе се обидам да ги сумирам некако прашањата да не се повторуваат. Стоп Корона е мобилна апликација која со ваша дозвола им кажува на епидемиолозите доколку сте имале физичка близина со лице позитивно на COVID-19 во последните 2 недели. 2 телефони со симнати Стоп Корона апликации и со активиран Bluetooth се евидентираат како остварен близок физички контакт и таквите информации одат кај епидемиолозите. Овие информации помагаат на здравствениот систем за да се стопира ширењето на коронавирусот. Преземи ја апликацијата од следниот линк. Активирај Bluetooth и почни да ја користиш. Да го стопираме ширењето на коронавирусот. Од нас зависи. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија.
Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Мерките за Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. од 23-тиот коронавирусот. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Докторе, веднаш продолжуваме разговорот со вас, само уште една мала тон проба, дали ме слушате добро? Добро слушам. Вие Одлично, исто се е во ред. Прашањата неедноставно навираат. Вистински срам ме фати, право да ви кажам, одговорот на онака се ме вознемири за трудницата која 12 дена има во првите месеци на бременост, одговорот што и го кажа. Нема веќе. Преемотивен сум за оваа работа, докторе. Добро, знаеш, често пати се прашувам како вашите колеги кои работат на најтешките случаи, како ги исклучуваат центрите за емоција, емпатија, бидејќи тоа е страшно понекогаш вие у тој свет со што се соочувате. Па има една статистика, анестезиолозите имаат најкус просечен век на живење од сите професии во светот. Ме утепа сега. А на второ место новинарите. Да си жив и здрав. Втори сме. Докторе, следното прашање се однесува на ова. Дали има други болести кои спаѓаат во ризична група? Например, луѓе оперирани од тумор. Кои спаѓаат во ризичната група, ако можеме вака да кажеме, луѓе кои би требало дополнително да внимаваат на мерките? Па први се на ранг листата
метаболните заболувања, значи диабетесот, потоа кардиоваскуларните заболувања, високиот крвен притисок, состојби малигните заболувања, активни или во смисла активни кои што се сега свежо под терапија, но не се знае уште дали, да речеме, некој пред 15 години ако бил опериран од малигно заболување, дали и тие, и таа категорија се под ризик. Мене ми се чини дека не се. Знаете, пред 10-15 години нема метастази, нема ништо, за мене за тоа здрав човек, значи тоа тие не би ги ставил во ризична група. Потоа болести на имунолошкиот систем, значи имунодефицит, луѓе што се со генетски дефицити, луѓе со малигни заболувања на крвта, леукемии, апластични анемии и така натаму. И дебелината. Ај, доста за мене, кажи нешто и за другите. Се шегувам, ви благодарам. Вика... Само да кажам, да? За луѓе, за родители што се плашат, ако имаат деца со некоја вродена срцева аномалија, има една студија која што кажува дека вродени срцеви аномалии не се ризик фактор. Добро, како е со децата што се со специјални потреби, оние што имаат дефекти во развој, оние Не. што се тие не се покажале дека се нешто поризично. Тие се нормални апсолутно. Океј. Ги имав сите симптоми, Билјана Рогажовска, еден по еден како по шема, со по неколку дена температура 37,4, само навечер, болки во мускули, повремено стресување на телото, со диареја, гадење, покачени дидимери, изгубен мирис и вкус, неколку дена кашлица, а со 2 негативни теста. Ево е доста интересно, дури и Елон Маск, познатиот мултимилиардер и ентерпренур, вели дека објави дека во еден ден направил 4 теста, 2 негативни, 2 позитивни. Што е проблемот со имаш болест, имаш симптоми, негативен тестот? Или ќе му даде во исти ден 2 негативни, 2 позитивни? На што се должи тоа? Па има тука, прво може да биде тестот да не биде технички добро земен. Значи тоа се случува, тоа е мануелна манипулација рачна со брисот, па колку ќе ти брсне длабоко, колку ќе загребе, па ќе се потргнеш малку, па земен е или не е земен доволна количина материјал. Значи прво може да биде техничка грешка, може да биде грешка во смисла на, да речам, техничка грешка во лабораторијата, и тоа може да се случи. Може да се случи да е вистински негативен тестот, ако е земен брисот после 5-6 дена, 7 дена од почетокот на симптомите, тогаш веќе брисот го нема во сузокожата, нели тоа го кажав на почеток. Има симптоми, но веќе последна недела и да земеш брисот е негативен. Значи може да зависи од должината на трајање на симптомите, значи моментот кога е земен брисот. Може да е во исти ден негативен и позитивен тестот заради, да кажеме, негативен да биде заради тоа што веќе вирусот го нема, од оваа причина што кажав, значи поминале 7-8 дена, а вториот пат да е позитивен заради тоа што дошло до контаминација во самата лабораторија. И тоа може да се случи кога доаѓа до огромно оптеретување и обрт на работа во лабораториите. Така што ја мислам тоа тука е во тој дел, во тој домен се причините. Океј. Следното прашање ќе идам да видам на мојата страна. Дали секој кој е позитивен треба да прави рентген на бели дробови? Без оглед кашлица, не кашлица, или кога треба да прави? Ако треба. Реално е дека рентген треба да се прави тогаш кога ќе биде покачена температурата повеќе, кога има, да кажам, напредување на клиничката слика, кога се асоцира тешкоти со дишењето, кога се асоцира на тоа дека белите дробови се зафатени. Инаку ако се симптомите лесни само од доменот на горниот респираторен тракт, мислам дека е апсолутно депласирано, нема потреба.
Еве сега да идеме малце у сферата на шпекулации, малце надвор од меинстримот. Господин Слободан Таневски од списанието Емитер, кого посебно го ценам затоа што сепак исклучиво се задржуваат на научни факти, имаат објавено напис во кој вели премногу докази, премногу инделенција, премногу непотребна смрт. Зошто се игнорира лекот Инвермектин? Ивермектин. Ивермектин. Дали преска зборевте за тој? Не. Не, ова е нешто сосема друго. Добро? Што знаете вие за ова, докторе? Дали или можеме да го прерипаме прашањето? Не мора на се да одговорите. Не, јас точно знам. За ивермектинот има и паралелни студии, можам тоа да го кажам. Паралелни студии направени, компаративни студии со меѓу ремдесивирот и ивермектинот. Ремдесивирот, кој што во голема мера се користи, и се користи затоа што е скап, не кај нас, воопшто е за Америка конкретно, $3000 чини третман за еден пациент и мора да се дава со инфузија во болнички услови. Меѓутоа, во однос на ефикасноста, споредено со ивермектинот, а ивермектинот представува еден стар, добар антипаразитарен лек, се користи против паразити, се користи дури против ветеринарите, против шуга кај кучиња го користат. Вау! Да. Значи, ефтин лек кој што се дава амбулантски, се дава, можеш дома да го пиеш. И има студии кои што кажуваат дека не само што ја скратува хоспитализацијата, едниот и другиот кратат, и ремдесивирот и ивермектинот, арнова ивермектинот дури ја намалува и смртноста. Што не е случај со ремдесивирот ако не се даде во првите неколку дена. И за едниот и за другиот важи дека треба се дават што порано. Зошто ивермектинот помалку се користи, би рекол дека тука е јасно, малце тука има бизнис елементи во фарма. Само прашање, што е овој лек? Ова е антибиотик? Тоа е антипаразитарен лек. Па добро, што е разликата измеѓу вирус, бактерија и паразит? Или во големината се работи и тоа што знаеме што е живо, а за вирусот се уште има дебата дали е жив или мртов. Тоа се посебни категории на микроорганизми, сите се микроголеми, сите се мали, вирусите се најмали, па бактериите, па разните овие паразити, но не се викаат антибиотици, оние кои што се даваат за паразитарни заболувања. Се викаат антихелминтици или антипаразитарни лекови. Само за бактериите има одомаќен израз антибиотик. Да речеме за габички се викаат фунгициди или антифунгални лекови, антигабични лекови. Овие се вируциди што се даваат ако се како тамифлу, да речеме, кај грипот. Треба ли да се дава или не треба? Ивермектинот ја би го давал. Готово. Јас би го давал. Кажете ми сега... Не. Одлуките се на друго место. Во ред. Ваше мислење. Ја повторно да им нагласам на луѓето. Вие сте во пензија, во моментов нашето здравство не ги користи вашите услуги, вие се појавувате на медиуми само да дадете совети, некому му се допаѓа, некому не му се допаѓа, повелете, обратете се кај вашиот лекар, фармацевт или локален новинар, кој вие собравте храброст да зборите јавно. Еве, ке повторам, ивермектинот го сметам за супериорен во однос на ремдесивирот. Значи, најголемиот број на прашања е сумамедот и воопшто давањето превентивно на антибиотици. Луѓето тука се најзагрижени. Значи, ја го добив, скоро секој го доби, дури и син ми му беше дадено да го пие, иако е двојно помлад од мене и со иако пак и него симптомите беа појаки, подолго го држеше температура. Не се. Во секој случај, рековте дека не треба да бидеме загрижени заради сумамедот, дека е добар. Сумамедот и било кој друг антибиотик треба многу предпазливо да се дава и затоа има строго определени индикации.
Значи, ако станува збор само за обични мали симптоми на вирусно заболување, без да има знаци за бронхопневмонија, потврдени и лабораториски, значи се знае и лабораториски како тоа изгледа, дали има бактериска инфекција или не. Ако нема знаци за бактериска инфекција, ако нема знаци за бронхопневмонија на воспаление на белите дробови, тогаш е дури опасно да се даде антибиотик. Зошто? Затоа што антибиотикот убива и здрави бактерии. Ние имаме здрава бактериска флора во цревата. И што ќе одлучи вашите колеги матични лекари да не идеме во тоа? Тоа го знаеме, нели? Затоа и земаме ние пробиотици и така натаму. Но се даваат превише. 60.000 на ден, овдека имам некои информации, ај сега да не ги проверувам. Не смее тоа. Тоа е грешка. И што да прават сега овие што добиваат онака од ракав им даваат или треба да ги слушаат своите матични? Значи тоа морам да речам, тоа мои бивши студенти и на микробиологија и на епидемиологија сме зборувале за епидемиолошкото значење на она што значи резистентни бактерии. Ако премногу трошиш антибиотици, ризикуваш во некое второ време да настане резистенција, па кога ќе ти треба да не може да ти делува. Значи, се јавува епидемиолошки проблем од друг вид, во второ време, со као темпирана бомба. Значи, тука апсолутно сите тие ги знаат критериумите кога треба да се даде антибиотик. Ако не се држат до тоа, прават грешка. Стручна грешка. Брат ми кашла цела година, прашува ми моза Мемед, без секрет цела година. Направена е крвна слика, РТГ, рида, клајв, алерджи, исто така беше и на оториноларингологија. Му се е направено брис од грло, се што ни е кажано дека е во ред, освен што е позитивен на мајкоплазма, пнеумонија, исто така има пиено сумамет, ама не му е помината кашлицата. Дали он е во ризичен и што е со овој човек? Ако не е позитивен на вирусот, значи тој нема ковид, има инфекција со тоа се така наречени атипични бактерии, микоплазма пнеумонија. Тоа е бактерија која што треба да се третира со антибиотик врз основа на антибиограм. Му е дадено, не му поминува. Тоа значи резистентна бактерија или тоа друг? значи дека не е погоден антибиотикот ако не е направен претходно антибиограм. Ако е даден дјуторе, демек ајде ќе ти дадам. Сега може и направен резистентен. И може е даден токму антибиотик на кој што бактеријата е резистентна. Но постои, ја неколку пати така во животот за специфични што сум бил заболувања, правена ми е крвна слика и правено е давање, приватно тоа го правев, тест каде што ми дава список со антибиотици кој колку ќе делува на точно таа инфекција. Од тоа мислам дека нема подобро, бидејќи тогаш кога ќе земеш тоа е антибиограм. Антибиограм. Тоа се вика антибиограм. Значи тоа можеме да си го направиме ние и да си знаеме што ќе ни треба. Да. Генерално не за ковид, за било што во животот. Но мора да се земе прво материјал од брис од грло или дури примерок од крв се зема. Крв. Евентуално. Во крвта многу тешко се докажува бактерија. Аха, така. Обично е во слузокожата, во лимфниот систем. Да. Или тоа може да биде примерок од урина, од столица, од измет и така натаму. Зависи каква е симптоматологијата. Значи мора да има материјал што ќе се стави на микробиолошка обработка и ако се најде патогена бактерија да се направи антибиограм кај што ќе се тестираат одредени антибиотици колку се ефикасни. Три прашања. Да? Да, три прашања. Дали информациите за тестираните се според алгоритмот или меѓу нив има и некои што само иницијативно се тестира? Влие ли на процентот на позитивни? Сите што се соопштуваат како број на случаи во извештаите од Министерство се на купче од лабораториите, независно дали се пратени од матичен лекар, или дали се од иницијативно. приватна лабораторија, дали се од државна лабораторија, од институција за здравје, или се само иницијативно направени приватно од страна на граѓаните.
Дали има се повеќе тестирани кои покажуваат повтор и по трет пат? Како? Дали има кои се тестираат, а покажуваат дека се позитивни на COVID-19 повтор или по трет пат? Дали има такви случаи? Дали доаѓа до вас таква информација? Како реинфекција? Да. Немам јас информации за тоа, но можно е, нели, тоа го дискутиравме. Ако се случи да немало симптоми, а бил позитивен, лесно може да се случи пак да се зарази. Но јас не знам колкава е таа пропорција во вкупниот материјал што се соопштува. Секако, вие не сте веќе дел од системот. Дали ПЦР тестот открива COVID-19 или секоја корона? Не. PCR тестот е исклучително специфичен за оној вирус за кој што е даден ставен реагенс. Значи PCR може да биде со PCR да се определува SARS-CoV-2 вирусот, коронава, наша пријателов наш. Може да се определува вирус на грипот, може да се определува други вируси и така натаму. Значи тоа е метода 40 години позната, но во случајов кога станува збор за овие PCR тестови за COVID-19, исклучиво се определува тој вирус. Не може да се вкрсти резултатот, па да има тој друг вирус, а да покаже дека е SARS-CoV-2. Такво нешто нема. Господја Ива Малинковска малце беше малициозна кон вас, но сепак си постави прашање и ја отргнав, се надевам дека во живот нема да се сретнеме ни во живо, а камоли во преку Facebook. Зошто не прават лечење со плазма освен на привилегираните? Ова е констатација одошто прашање и повеќе Вака ќе ви кажам. Но, нели, ако јас сум прележал и се направи од мојата плазма, ја можам да ја дадам кому сакам. На сопругата, на детето, вам и така натаму. И вие сте за мене привилегирани. Ја не можам да молзам плазма за целото човештво, така? Има, да, сигурно, исто како што кога се оди на операција, па се бараат дарители на крв. Од семејството крв даруваат, нели, да. Значи не е во прашање привилегираност, туку што некој за господјата нема ни да даде, најверојатно. Меѓутоа има нешто друго. Значи, воопшто не е безазлена работа конвалесцентна плазма да се употребува. Зошто? Заради тоа што прво да почнам, не сите кои што прележале имаат доволна концентрација на антитела во себе. Потребно е да се види дали имаат така наречени неутрализирачки антитела. Има обични ИГГ и неутрализирачки антитела. Се гледа дали има неутрализирачки антитела кои што би му помогнале на некој пациент. Дали има тука крвната родната врска, сродство, нешто? Не, само крвната група и некои други фактори се гледа дали се компатибилни. Меѓутоа има една студија неодамна која што кажува дека коагулацијата, ова склоност кон коагулација на крвта, заради која што нели дедимери се определуваат, таа склоност кон коагулација дека е наводно заради појава на одредени автоимуни антитела кај пациентот. И сега замислите, прележува човекот, но во крвта има и антитела што предизвикуваат коагулација на крвта, зголемена склоност кон коагулација. И сега таква плазма да му дадете на некој пациент, ќе испадне да му испровоцирате и кај него склоност кон коагулација. Значи апсолутно не е воопшто безазлена работа давање на крвна плазма, туку мора многу аспекти да се евалуираат и да се даде заклучок, безбедна е оваа плазма од тој дарител, за да може да се употреби. Кај е грипот? Сезонскиот грип. Го нема. Зошто го нема? Го изеде ли коронава? Го нема. Прво имаме по аналогија со јужната хемисфера податок дека таму сезонскиот бран на грипот го едноставно не се појавил. Второ, сезоната на грипот уште не му е почната, треба негде декември дебело да фати за да почне сезоната. Трето, овие мерки, лични заштитни мерки што се користат за короната, истите се и за грипот, и за настинките. Значи, практично ние на некој начин сме му ги пресекле патиштата и на грипот, штитејќи се од короната. И трето или четврто,
ова е вака една моја предпоставка и сум прочитал мислења и на друго место, дека секогаш во природата, кога постои една експлозија од одредена популација на одреден жив вид, се случува депопулација или повлекување на некои други живи видови. Тоа и кај микроорганизмите. Ако до таа мера е доминантен во природата коронавирусов, овој SARS-CoV-2, тогаш постои предпоставка дека сиве други респираторни вируси на некој начин како да одстапуваат чекор назад. Јасно. Тоа значи да не се крева паника затоа што доцнат овие сезонски вакцини во моментов и нема некоја појава на грип. Морам да кажам, не знам дали ќе се појави, ова се беа спекулации. Так. Морам да кажам дека има трудови кои што велат. Има една италијанска студија и една бразилска студија која што покажува дека вакцината против сезонски грип ја намалува смртноста кај болни од ковид кои ќе се инфицираат од ковид за 1/3. Добро. Значи не е вакцината против ковид, ама имунолошкиот систем така му го крева, му го подига тонусот, што индиректно овозможува тој човек да полесно се избори со короната. Ете, јасно е зошто е пожелно човек да се вакцинира против грип, за да помине полесно со короната. Интересно. Прекрасна емисија, ставија на YouTube ако може, ова е досега една од најкорисните за корона. Поздрав до доктор Даниловски. Златко Анчевски прашува, дали после реинфекција би имале само блага форма на вирусот без некакви сериозни последици? Нешто кажавте на почеток, но ова е доволно битно да го повториме уште еднаш. Прашувајќи ваши колеги, ако добро имам разбрано, ако по втор пат се инфицирате, тој заболите од кој, вториот пат треба да е многу полесен од првиот, да не речам само со благи симптоми, без шанси да стане тоа сериозно второ заболување. Дали е тоа точно и да идеме на тоа? Има ли трајни последици од коронава и од што треба да се грижиме? Врз основа, кратко е времето за да зборуваме за трајни последици. Врз основа на аналогија со SARS-CoV-1, со 2002-2003 година, што беше заболувањето SARS во Кина, на групи пациенти од тогаш што биле тогаш болни, направена една анализа на рентген снимки на бели дробови и најдено е дека дури и кај лесни случаи на SARS најдени се лузни од бронхопневмонија и после години после тоа и намален витален капацитет на белите дробови. Дали можеме таа аналогија да ја употребиме и за SARS-CoV-2, не знам. Дали тогаш стварно инстинктите кои говореа дека кога беше лето, топло, со многу сончева светлина, ќе беше полесно за нас како организми, како луѓе да го прележиме. Знаеш, ја и ти го реков лично. Единствено што ми е криво што не го закачив во јули месец, август. Многу полесно ќе си помине во двор сончајки се, туширајки се со онаа свежа храна, одошто сега овдека во овие сиви влажни студени времиња. Не. Лоша перцепција. Добро. Еве зошто. Од јуни навака, веќе 80% е распространет на секаде низ светов еден нов сој, има една мутација, во Шпанија се јави, и тој сој е поинфективен, позаразен, но е помалку вирулентен, предизвикува полесна клиничка слика и помалку умирање. Иначе, ако беше првиот сој до јуни што циркулираше, па сега не ние 20-30 умрени, имавме 300. Значи, подобро што тогаш не сте го фатиле вирус. Значи, да не бидеме загрижени, да седиме на топло и да ги... Значи, сите овие приказни сега што доаѓаат во врска со неносење маски, дека тоа било антибожно, дека било тоа против ова, она и така натаму теории на заговор,
Сметате дека мерките и тоа како се хумани и од хумани причини? Вака, јас лично мислам дека нашите деца што се во училиште, од кои што се бара да носат маски, нели, овие во живо што одат на училиште, дека веројатно ќе имаат проблеми со расстройства на личноста еден ден како возрастни, заради тоа што ќе им недостасува социјализација, ќе им недостасува контакт со другарчињата, без да мимиката на лицето да си ја гледаат меѓу себе, каква е таа дружба со анонимни физиономии, и сето тоа и сите тие забрани, држи растојание, немој да се приближуваш, ми раце, стави маска, сето тоа мислам дека ќе произведе еден ден многу полни раце работа на нашите психолози. Ама тоа е тоа. Мислам дека во секоја војна не може да нема жртви и подобро да има расстройства на личноста отколку умирачки. Во таа смисла и со маските, кои што дефинитивно можат да бидат штетни за одредена категорија граѓани и можат да бидат штетни ако ја носиш една маска 3 дена, нели? Па има таму некакви, нели, сме слушале на телевизија, ама таму бактерии се задржуваат, па бактериите, не знам, ќе ги вдишеме назад и така натаму. Врска нема тоа ако маската се менува на 2 сата, да речеме, она обична хируршка маска. Нема да има доволно време за тие 2 сати да се наталожат толку бактерии што да станат гнездо такво силно за да се вратат назад и да предизвикуваат бактериска инфекција. Ме разбирате? Значи, бенефитот од носењето маски е непроценливо, немерливо поголем од евентуалната штета. И секогаш во епидемиологијата, кога се дизајнираат и се препорачуваат мерки, се прави одмерување. На кантар се става елементи за и елементи против. Мерките никогаш не смеат да бидат со повеќе штета отколку полза, ама во случајов со маските има бројни трудови, десетици, стотици, кои што го промовираат, го истакнуваат бенефитот, ползата од носење маски. Наспротив, велам, сите оние евентуални и штети што можат кај поединци да настанат. Не им оставам уште малце простор. Гледам, има доста задоволни од вашите одговори на мојата страна и на страната COVID-19 искуства. Кажете ми, често пати вработените, особено во големите компании, на оние што прележеле коронавирус, мене, вашиот колега од јавно здравство, доктор Златко, ми рече, нема потреба да се тестираш, ти си негативен, ти си излечен, ти не шириш зараза и можеш од 3 до 9 месеци, зависно колку ти се силни антителата, да бидеш сигурен дека ќе имаш заштита од повторно заболување. Но, многумина од директорите на компании, особено овие поголемите, инсистираат и бараат, па кога видоа дека вработените не можат и сами им плаќаат, повторно да донесат, да се вратат на работа со негативен тест. Вашиот колега ми рече дека е сосема тоа непотребно трошење средства. Вие што мислите и што со тоа, освен, како викаат она, купување peace of mind или некаков правен мир? Мислам дека они тоа прво непотребно фрлени пари се, но ако го прават чисто од формално правни некакви причини, евентуално ако се случи нешто да бидат покриени дека формално е дека е направен тест и така натаму. Мислам дека тоа има врска со таков вид причини. Инаку од медицинска гледна точка не постои оправдание за тоа што ги тераат да се тестираат. Инаку ова ми асоцираше сега за 2-3 реченици, да кажам, во оваа смисла. Ако продолжи цела оваа работа, хипотетично, во некој нареден период, ако се покаже дека оние милион души што ги очекуваме таму за 3 месеци да представуваат 60% на колективен имунитет за да прекине епидемијата. Но, да речеме, ако сето тоа меѓутоа биде со краток здив заради краткото траење на имунитетот, на антителата, и ако оваа приказна ни се повторува во некои наредни години, тогаш постои една опција во оптек за да не застане општеството, за да не застане стопанството, во оптек и на истакнати
ризични, да ги наречам, работни места, да се наместат луѓе кои што прележале ковид, така оние кои што се ризични групи нагласено да се изолираат, постарите, хроничните болни и така натаму. И да се создаде еден така наречен shield immunity или имунитет на штит, така што тие што се, значи, прележаните, имуните, да го носат теретот на општеството, на економските дејности и така натаму, да не застане, да речам, стопанството, а овие другиве да бидат во позадина. Дали таква некоја известна иднина не очекува, не знам, но ете постои таква можност. Одличен одговор, бидејќи нели ќе се изгубиме во заштитата од корона и кога ќе се соочиме со колапсот на економијата, последиците ќе бидат уште пострашни. Треба еден неверојатен баланс да се направи, бидејќи за добро здравство постои потреба од силна економија. Нема здравство без економија. Сигурно. Јас само би се надоврзал, имаме сега нели една ситуација да се вратени хроничните болни на работа. Има реакции. Зошто не се поштедат да се вратат дома? Ма тие се, не знам колку десетици илјади, има, например, астматичари има 100.000 во Македонија. Диабетичари има околу 400.000. Дебели има 65%. Над 18 години. Значи, ова со shield immunity е добра опција, оние што го прележале ковидот, а тие се повеќе и повеќе се, тие да бидат на местото на хроничните, а хроничните да се вратат дома. Ете тоа би бил исправен менеджмент на состојбите. Само едно подпрашање. Да. Дали оној што прележал корона да се рековте, сега ми текна за вакцината за грип. Добро е сега да се вакцинираш против грип, затоа што полесно ќе поминеш со короната. Докажано е ова? Докажано, да, па има студија. Ако сум одлежал корона, дали тогаш сум поотпорен и на грипот? Немам потреба тогаш да се вакцинирам од... Нема за тоа податоци. За тоа немamo. Не стало, нема. Добро. Во Шведска денеска регистрирани најмногу умрени од COVID-19 во последните 3 месеца. Во Шведска се денес потврдени вкупно 96 нови смртни случаи COVID-19, што е најголема дневна бројка во последните 3 месеци, јавија британските медиуми. Шведска идеше со тој модел кој, нели, многу мина критикувавме зашто не го прифатиме, да нема никакви мерки, што е можно побрзо да развиеме колективен имунитет, во кој ќе ми простиш, докторе, ја не верувам во колективен имунитет. Ја во колективизам ни идеолошки, а камоли имунолошки да верувам. Секој е приказна сам за себе. Јас се заразил од некој колективен или не колективен, само мојот имунитет не зависи од вас или од моите блиски, зависи исклучиво од мен. Сори, тоа е моје мислење. Но, шведскиот модел кој вие го критикувавте уште неколку од интервјуата кај што рековте дека тоа не е баш многу добар систем кој не се покажа, еве уште еден доказ. Што имате ново да се надоврзете, без да ми врзуваш шамар и мене што плямпам овде? Не, ама тоа со колективниот имунитет е дефиницијата, значењето на колективниот имунитет нема врска со индивидуалниот имунитет. Има врска со густината, со пропорцијата, со процентот на население на имуни особи. Ако се тие минимум 60% за ковидот, оние 40% ќе бидат осетливи. Така? Не знам. Кон болеста. Тие 40% ќе бидат поретко распределени во вкупната маса, овие 60% ќе создаваат бариери околу нив и така наречените ланци на инфекции ќе се случуваат поретко. Знаеш ова како ми е? Чекај малце мајта, пошто ја јади бурек. Прекрасен си вечерва, докторе, морам комплименти за тебе. Од име на моите гледачи, стварно корисни информации ги даваш.
Što мојве у студио не заспа и се будни, тоа е добар знак. Обично, кога правам интервјуа, вакви се шега на страна. Ова ме подсеќа како еден мој комшија, кога се обидував да му го кажам враќањето на часовникот. Он не можеше да го укапира тоа. Враќањето на часовникот 2:1, ама 24 сата 2:1. И никако. Така и ја ова со колективниот имунитет, едноставно на ниедно ниво не ми доаѓа. Не ми доаѓа. Ама нема да има кој да заболи ако ме учипира татко ми со неговата во времето кога патуваше во Индија, се вакцинираше од вариола вер. Каков колективен имунитет? Вашиот колега на Торлак, на Воено-медицинската академија, кај што го вакцинира пред да патува, во тоа време на Југославија, нема, вика, една и до крај на живот. Какви ревакцинации ово она? Сега можеш, вика, доживотно, вика ти да тоа е тоа. Нема колективни имунитети, не имунитети. Нема. Кај вариола вера нема. Тоа е карантинско заболување, исклучително. И ја тоа све го исклучително заразно и таму еден да се јави болен. Еден да се јави во една популација од 10 милиона се прогласува епидемија. Еден. Ете, да. Баш еден. Одлично. Ми врза шамар. Сега, добро, конечно нешто да разберам од тоа. Не, па сум се учипил со тоа. Ете, тоа се некои работи кои ти ми дале слика и малце тешко. Круци со годините. Да, ова е чиста математика. Значи, кога нема да има шанси еден на друг ланци да се ствараат на инфекции од страна конкретно на ковидов, тогаш ќе стигне епидемијата, нема да има раст, нема да има ништо. И затоа е битно да има имуни особи меѓу осетливите што ќе ги штитат. А меѓу нив сигурно има и некои кои што не смеат да се вакцинираат. Деца со генетски вродени дефицити на имунолошкиот систем, малигни болни, не знам какви. И сега, всушност, вакцинирањето е замислено да се обезбеди колективни имунитет за да се заштитат тие осетливи единки. Иначе што да прават? Да живеат во стаклено звоно? Дали во масовното тестирање може да помогне? Еве, например, како што беше моделот на Словачка, прашува Лидија Јанева. Дали тоа, например, кога државата би фрлила такви огромни пари, очигледно ние имаме, ќе ми дозволиш мене, огради се ти од мојве зборови, да не ги ставам во твоја. Дали тоа, например, кога државата би фрлила такви огромни пари, очигледно ние имаме, ќе ми дозволиш мене, огради се ти од мојве зборови, да не ги ставам во твоја уста, нити да те злоупотребам, ние имаме колапс на системот овдека. Така го чувствуваме сите, тоа е нашата визија. Дали масовното тестирање можеше да создаде сосема поинаква ситуација? Што е вашето размислување, ако мислам дека ова ваша област медицинска статистика? Ќе имаше смисла масовно тестирање, ја стално бев инсистирав да се тестира што повеќе. Само тогаш додека бевме на ниво на ширење на епидемијата, на ниво на кластери. Тогаш има смисла што пошироко тестирање од причина што би се заобиколил кластерот што е можно пошироко и би можел да се изолира, да се задуши, да се изолираат контактите. Кога имаме така наречена циркулација на вирусот низ заедницата, ширење низ заедницата, community transmission го викаат, тоа значи вирусот го има насекаде, те демне од секаде. И што треба да направиме? Треба практично цела држава да ја офатиме со тестирање. Малце тоа е, би рекол, тегобно, зашто што би постигнале? Би постигнале да најдеме, да кажеме, 15% позитивни и што да им преме, да ги изолираме сите, да ги пратиме дома, па кој ќе работи после. Ме разбирате? Значи, да, одлично. Тоа е малку вака непрактична работа, иако словаците тоа што го направија, што добија? Они добија во првата рунда 3,5 милиона кога тестираа, некаде на крајот 31 октомври беше, 3,5 милиони, најдоа 1% заразени.
негде 31 кома нешто, 38.000 позитивни и ги изолираа. Втората рунда 2 милиона и нешто наредната недела добија 0,6% позитивни и нив ги изолираа. Антигенските тестови, брзи тестови со кои што тоа се прави, ако се тестираат асимптоматски случаи, здрави случаи, сензитивноста е само 5-6%. Значи половината не ги фаќаш. Половината не ги фаќаш. Антигенските тие брзи тестови имаат смисла да се употребат само во првите денови ако си симптоматски. Ако ти се појават симптоми, кај симптоматски случаи, тогаш држи и тоа некаде се мисли 5 дена отприлика треба да пројде за да се аплицира антигенскиот тест и да покаже највисока сензитивност, онаа сензитивност што ја декларираат во папирите таму на тестот. Инаку за асимптоматски случаи е 50% сензитивност. Така што сега веќе прошал возот за такво Готово. цело Јасно. население да се тестира. Дали шпанскиот грип беше во рамките на коронавирус или е он сосема друг вид на вирус? Се извинувам? Шпанскиот грип на почетокот на 20 век, бидејќи најчесто тука се вадат некои компарации за ширењето, смртноста и така натаму. Дали е тоа коронавирус, спаѓа во таа група или сосема друг? Не. Дали е тој изолиран, дали постои тој денеска го има? Тамифлу. Варуфлу, ферула, екстракт од ферула асфотетида. А може ми пуштаат некоја, не знам, може би е нешто алтернатива некоја да се протне за реклама, не знам. Ако е тоа алтернативен лек, не можам да Готово, се произнесам. заборавете тогаш. А инаку она што сега се Тамифлуто го спомнавте? Тамифлуто го спомнав, делува на вирусот на грипот. Значи имаме специфичен лек за грип, но покажано е дека нема никаков ефект на короната. Ни останува, значи, вака да заклучам. Благодарам на сите за прашањата. Само еден краен заклучок. Емисијата ќе биде на YouTube, нека си ја прегледаат на внимание. Не одговоривме сите директно, но мислам дека кумулативно некои прашања се повторува, се дадоа на сите. Значи, носењето на маска не е само некоја страшна мерка, рековте неколку пати дека последиците од корона многу ќе зависат и од колку ќе ни бидат внесени вируси. Значи, маската ќе ни помогне и на посреден начин. Ќе го намали бројот на внесените вируси. Значи, можам да се заразам, али ќе си ги олеснам симптомите со тоа што сум носел маска, ако изфилтрирам дел. Втора работа, најголемиот борец во ова е нашиот личен имунитет. Што препорачува? Често пати лекарите викаат дека кога ќе се разболиш, многу е тешко за неколку дена да го кренеш имунитетот. Имунитетот се крева на еден подолг период. Што е вашата препорака? Што да се зема интензивно во овој период кога постои ризик да се заразиме од корона, за да си помогнеме со имунитетот? Што препорачувате вие? Ќе почнем од поопшти напомени, па ќе завршам со суплементи, веројатно тоа е поентата на прашањето. Значи, јас сум професор по епидемиологија, значи превентивна гранка. Тоа значи, мене девизата ми е дека е подобро да спречиш отколку да лекуваш. За да спречиш, тоа значи дека треба да го способиш организмот да му ги намалиш ризиците да заболува. За тоа да го направиш, треба она што се вика неспецифичен имунитет да се подигне на високо ниво. Тоа не се прави со 3 дена пиење витамин С или Д витамин или не знам што. Тоа се прави со режим на живење. На живење што подразбира. Прво, ќе наредам по ранг листа по ниво на важност. Прво, физичко вежбање. Жестоко физичко вежбање. Секојдневно физичко вежбање. Нема да кажам, има некои минимуми 30 минути дневно, 5 пати во неделата или 150 минути
по 15 минути дневно, нема врска. Јас велам Ќе ти колку што е помогнам. можно, пожестоко. Еднаш во денот добро да се испотиш. Ете така. И не само тоа да се испотиш, туку тоа подразбира и срцевата фреквенција, пулсот да биде во едно ниво кое што е битно и е карактеристично за секој според возраста. Тоа се вика целна срцева фреквенција, но тоа е друга тема. Значи треба жестоко вежбање секој ден. Второ, одржување на нормална телесна тежина. Зголемената телесна тежина, се извинувам се ова тема што ја начнувам, Јанко. Зголемената телесна тежина. Јас сум процентуално поише, бидејќи сум на протеински режим, имам повеќе мускулна маса. Да. Значи, зголемената телесна тежина значи повеќе сало, а повеќе сало значи еден вид, еден ризик за постојано тлеење на воспаление во организмот. Значи една инфламација хронична што носи нели ризици. Затоа ја толку добро се осеќав после сумамедот. Препороден. Викам, што луѓе се панишат? Мене супер ми дојде. Ми ја среди и простатата и 300 работи. Трето, исхраната. Исхраната не може да биде само јаглено-хидратна, само протеинска, може на кратки стази. Ама не може постојано тоа така да оди, затоа што други последици ќе се јават. Значи, здрава исхрана. Се смета дека најздрава исхрана е ниту стриктно веганска, ниту стриктно месна, месождерска, туку нешто измеѓу. Медитеранската диета, лесно може да се најде на интернет, во што се состои, се покажала дека е идеална. Да, и луѓето на медитеранска се најдолговечни, тоа е факт. Ете така. И на крај, околу суплементите. Што препорачувате? Околу суплементите, пред да кажам, ќе речам дека статистиката покажа оти во земји каде што е констатиран дефицит на витамин D3, на витамин D, поголема е смртноста од COVID-19. Ако е тоа така, тоа значи дека витамин D се наоѓаме во нешто што се во пандемиска форма на дефицит на витамин D. Замислете. И ако сме ние во дефицит, во пандемија на дефицит на витамин D, тогаш јасно ние зошто толку се умира и зошто толку клинички тешки слики имаме од корона. И сега, веднаш наработчение. Значи ако ние ја решиме пандемијата на дефицитот на витамин D, ние практично ќе го решиме, ако сакате, генерално и здравјето на популацијата, општото здравје, јавното здравје, во тој контекст и отпорноста кон COVID-19. Значи, или D3, 4000 единици, кој што ми рече мене, и да си ги продолжам така, и за време на болеста, и после болеста, или зголемено сонце или исхрана со риба. Исхраната, вака, јас секаде и сум пишувал, најдобро е витамините наместо во вид на суплементи да се земаат од природни извори. Конкретно за D витамин. D3 формата ја има само во животинската храна, значи ја има во масната риба, така наречена длабокоморска, онаа сина риба. Значи туна, харинга, скуша, сардина, лосос. Тоа се рибите кои што ја не можам да ги помирисам, право да ти кажам, заради таа рибоина што последица од детството кога со сила рибино масло ме терале да Кога ќе те однесам на Малдиви, кога ќе станам богат, таму од вода ќе ни вадат и одма на ќумур, тогаш можам да ја јадам. Ова што поминала фрижидер, корнена амонјак, не можам ни ја да го смислам. Значи најдобро од природни извори D витамин да се несува. Го има во исто така во маслото во жолчките од јајца, и од растителни извори само во печурките. Ама оние печурки кои што не се овие шампиньони што ги Дај ми ја решим. Ова. Не се во збори. Да, не се од шампиньоните што се одгледуваат во подруми, туку печурки што се зрачени од сонце. Значи диви печурки.
во тие печурки има витамин во форма D2. D2 која што е помалку употреблива, односно помалку ефикасна од D3 што ја има во животинскиве извори. И сега конечно Знаеш што земав од тоа? Бидејќи е богата со G132 и со сите тие работи што ги збориш, ова е тоа чудо. Не, извини, вака сега што злоупотребам, ама реишиво. Реиши печуркава ми заврши огромна работа, морам да признам, а ќе те запознам со човекот кој има магистрирано на тема реиши и знам дека си, ајде, ама имаш време, ќе се запознаеш со интелигентен човек, ја пак ќе го викнам во емисија, затоа што ја не знам што друго ме крена за 2 дена, искрено да ти кажам. Само да кажам околу овие суплементи. Може да биде, иако токсичната доза, односно дозата која што може да предизвика хипервитаминоза, калцификати во бубрези, во ткивата и така натаму, во срцевиот мускул, ако се зема премногу D-витамин, морам да нагласам дека на своја рака D-витамин земање не е баш многу препорачливо, по големи дози од 10.000 единици, тоа се 10 капки. Иако се зема, би требало секогаш да се зема со К-витамин, затоа што К-витаминот е тој кој што овозможува ресорбција на D-витаминот со кикирики, ти вика. Кикирики, риба со кикирики се јаде. Да, или лепче, путер од кикирики и капни од рибино масло. Така. Значи, да нагласам D-витамин со К-витамин. Инаку D-витаминот колку и да го внесеш нема да се ресорбира. И конечно Зошто цинк ми дадовте? Цинкот ја учествува во појачувањето на имунитетот и иако промптно дејство нема, во комбинација со D-витаминот може да сврши работа. Инаку па да завршиме, еве сега завршен збор и да завршиме емисијата. Од време на време треба да се мери нивото на D-витамин. Тоа е во лабораториите наши достапно. Границата е негде 30-40 единици во серумот, така што е препорачливо да не се зема премногу долго D-витамин без да се контролира нивото на D-витаминот. На D-витаминот во крвта. Добро, овие што ги препорачуваат дневно 4000 единици не би требало да се загрижени. Не би требало да има проблем. Меѓутоа, напомена, и за децата тоа важи. Да? D-витамин обично треба да се зема додека трае ладната сезона, значи есен, зима, рана пролет, кога ќе пукне сонце, тогаш најдобро е човек што повеќе да се изложува на сонцеви зраци, затоа што ултравиолетните зраци предизвикуваат создавање на D-витамин во кожата и тука не може предозирање да дојде на природен начин. Докторе, намасте, благодарам многу. Само чисто да видам колку е глупо што моите колеги кога прават интервју преку Skype носат маски у студиото, катастрофа. Чисто да видам, ајде може сум ја непрофесионалниот, ама не и се. Ова е време на абсурд и небулоза, но во тешка ситуација не очекуваш дека секој ќе е рационален. Ви благодарам што вашето огромно искуство го споделивте со нас. Би ве замолил, ако сметате, ќе ви препратам и некое прашање, ако ми упатиле во меѓувреме. Знам дека вашето човеколюбие е просто безгранично. Поздрав до вас, поздрав до господја Мина, вашата сопруга. Ви посакувам се најдобро. Благодарам, поздрав исто до вас. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.